Во меѓувреме во нашето студио од Велес директно пристигна Александра Иванова. Веќе ви споменав дека ни доаѓа од општина Велес и целта на оваа посета да ве покани сите, буквално сите, овој викенд да го посетите Велес, односно Велешката питијада. Немате право на изговори со оглед на тоа што оваа питијада ќе трае буквално цел викенд. Александра, добро утро. Добро утро, Искра. Успеа некако да најдеш време да дојдеш до кај нас, да ги поканиш гледачите. Во која фаза сте сега? Дали е се завршено со подготовките? Дали се последните, финалните подготовки? Ти благодарам прво, Искра, за приликата, нели, да можеме да ги поканим и преку вашата телевизија. Ние традиционално кај вас се представуваме целата програма. Овде започнува, всушност, нели? Така што мораме да најдеме време. Па сега се последните подготовки, програмата е договорена, сега се оние последни логистички подготовки за се што треба да се обезбеди, да се изорганизира за да помине питијадата онака како што треба да помине, затоа што нормално нели не е само она што граѓаните ќе го видат на сцената или на штандовите, туку е цела една машинерија која што треба да функционира во позадина. Меѓутоа, ние сме веќе искусни, многу години го правиме сето ова, тимот е одличен, така што се ќе биде во најдобар ред. Да, 3 дена, богата програма, сите детали ќе ги слушаме, но јас би сакала малку на самиот почеток прво да и се поклониме на питата, по можност. Пошто е Велешката пита уникатна, единствена на свет, пошто се разликува од сите останати? Иако, нели, традиционално постои војна, така наречена. Не сакав тоа да го кажам, да не навредам неколку, добро. Помеѓу Велес и Штип најмногу, дека и најблиску сме. Меѓутоа, разликата и она што ја издвојува Велешката пита е употребата на пастрма, затоа што само во нашата пита пастрмајлија се става пастрма, или тоа она суво овче или козио месо, кое што дава специфичен мирис и вкус и шмек на целата пита. И токму затоа и ја издвојува од сите останати пити кои што ги се прават во Македонија. И она што е интересно е дека рецептот потекнува од многу одамна, односно уште во 1869 година, кога турскиот паша, поминувајќи низ Велес со војската, побарале да им биде подготвено јадење и записите велат дека им биде подготвена токму ваква некоја пита. Она што... Но тоа значи дека всушност постоела и многу пред тоа, така што веќе му била подготвена, нешто што се пренесува од колено на колено. Има ли некој во Велес што не знае да ја прави? Или веќе од мали нозе мора, ако си велешанче, мора да знаеш да ја направиш питата? Па вака сега во денешно модерно време, кај што многу ни е лесно да си нарачаме, може би малку замире тоа, меѓутоа нема куќа, нема домаќинство каде што нема да замириса на традиционалната пита. Повторно ќе напоменам дека, како што кажа и ти, од многу одамна датира таа традиција. Постојат записи дека единствено во Велес, уште во 1866 постоеле 14 дуќани. Тоа сакав да ја прашам, тоа всушност тоа се записи за дали точно ќе го изговорам, пастрмајџискиот занаед. Така му доаѓа пастрмајџискиот занаед, значи веќе после тогаш 14 дуќани. Така. Во еден релативно многу помал Велес отколку што е денес. Како е денес, Александра? Колку има угостителски објекти каде што може да се најде оваа пита во Велес? Па нема угостителски објект во кој што не може да се најде питата. Значи обратно требаше да се формулира прашањето, Затоа што нели ако дојдеш во Велес без да пробаш пита пастрмале, исто како да не си бил. Така што секој угостителски објект го произведува ова. Нормално од мајсторите се устручени и каде и да влезете нема да сгрешите, ќе биде навистина вкусно. Што се однесува до самата питијада, таа за прв пат во 2005 година била организирана. Претпоставам многу поинако отколку денес, колку што разбрав, станувало збор за надпревар меѓу мајсторите. Така, на почеток го започнал во еден угостителски објект, воопшто немало ваков формат како што е сега. Го организирале угостителите, граѓанските здруженија, меѓутоа кога се видел потенцијалот во целата таа приказна, после станува општинска манифестација, така што и е според она што јас имам информација, една од најдолгите манифестации, односно со најдолг стаж во Македонија.
Не славиме јубилеј 2025 бидејќи имаше неколку прекини од 2-3 години каде што не се одржуваше. Поради короната претпоставува. Да. Поради короната и година претходно од други причини беше укината, меѓутоа ја вративме и сега навистина со гордост продолжуваме онаму каде што се застанало претходно и од година на година гледаме да го унапредиме сето тоа со побогата програма, со поквалитетна пита и со подобра понуда за сите посетители. Да, и содржините се менуваат. Ме интересира овој дел како што започнало како надпревар. Дали постои тој дел уште да се надпреваруваат мајсторите меѓу себе? Тоа сега веќе не постои за надпревар, единствено што го правиме секоја година е да си го рушиме сопствениот рекорд за најголемата пита, така да. Тоа е надпреварот, значи се надпреваруваме со сами себе да бидеме подобри од претходната година. А лани најголемата пита ни беше Се започнал првиот рекорд 4 метри била, така? Така, и после колку што разбрав секоја година по 10 сантиметри додаваме. Лани беше 4,20, значи годинава очекуваме да е 4,30. Она што треба да се спомне за оваа најголема пита, дека има заедничко сечење и дека средствата од таа пита одат во хуманитарни цели во соработка со Општинската организација на Црвениот крст, така што е навистина еден убав гест, еден убав момент и е вистинско доживување за сите присутни таму, затоа што немаме секој ден прилика да видиме толкова пита. Да, ќе те надополнам уште нешто што треба да се спомене, дека таа пита долга 4 метри се состои од 30 килограми тесто, 30 килограми месо и 300 јајца. Така, навистина. И уште еднаш е оваа прилика сакам да се заблагодарам на велешките мајстори кои што традиционално секоја година ние. Да, колку мајстори прават една ваква голема пита? Овде нешто ми пишува 7 мајстори. Тука 5, 6, 7 зависно како ќе се организираат. И важно нема кавги меѓу нив. Не. Нема тука да се надмудруваат кој е подобар. Уште нешто интересно што не знам дали ја продолжувате таа традиција, а тоа порано сте имале и надпревар за брзо јадење. Рекордот го држи Ангел Јорданов во 2010 година и изел една пита за 10 минути. Така е, да, тоа било. Никој не го срушил до сега тој рекорд. Па веќе не се одржува тој надпревар, можеби треба да размислиме за повторно да го актуализираме како момент. Усти и треба да го направите тоа. Меѓутоа, да, записите кои што ги имаме велат дека рекордот се уште е кај него. Да го поздравиме во оваа прилика тогаш Ангел, што се уште си го држи рекордот. Покрај ова, значи, внесувате некои содржини малку поинакви, но претпоставувам дека си носат своја публика, а тоа е, не знам дали е изложба или дефиле на олтајмери. Изложба на олтајмери, да. Каде што секоја година буквално привлекува огромно влијание од најмало до најстаро, да ги видиме сите тие карактеристични, специфични автомобили кои што немаме прилика секојдневно да ги видиме по улиците, меѓутоа таму не се изложени. Годинава тоа ќе биде во неделата на 12 октомври од 11 часот ќе бидат поставени на добро познатата локација од Авона по улицата надоле, така што минатата година, кога што разбрав, имала олтајмер од 1952 година. Така, секоја година. Ако те прашам за кој олтајмер ќе бидат јас и ти женски, ќе треснеме нешто и ќе ни се смеат. Важно се стари олтајмерите, ете тоа да кажеме. Меѓутоа многу интересно да се види колку нивните собственици со колкава љубов ги одржуваат и ги чуваат и колку изгледаат. Да, изгледаат како што току да се излегле од салона, не да се толку 50-60 години стари. Одлично, да подсетиме дека тоа ќе биде во недела, на 12 октомври од 11 часот. Нешто друго што традиционално секоја година зема на замав, а тоа е велосипедската трка. Така, тоа е рекреативна велосипедска тура, која што годинава ќе се одржи по 12 пат и тргнува од не е трка тура, да. Добро да прецизираме. И тргнува од винаријата Шато Сопот, која што и секоја година има се повеќе и повеќе учесници, затоа што нели, сите ние сме различни, имаме различни интереси, има и такви љубители на велосипедизмот кои што задолжително ја користат оваа прилика и нормално се завршува со пита. Да, и сосема логично се започнува од винарија, затоа што ова е фестивал и на питата и на виното. Нешто што друго традиционално ќе има, и тоа секој ден, кога што разбрав, а тоа е базар на ракотворби. Какви се ракотворби ќе има?
Така. Ова е традиција која што ја започнавме од минатата година за време траење на питијадата да има ваков базар. Морам да признам дека интересот е огромен, имаме пријавено 20 ракотворци. Од Велес? Строго? Повеќето се од Велес, значи отворени. Добро, отворени сте и за да, меѓутоа повеќето се од Велес и има буквално секакви производи од рачни изработки на наке до медни производи до плетени на куклички, значи буквално се што можете да помислите и да не помислите, навистина е прекрасно да се види тоа на самата локација, од тоа шаренило и тој труд на ракотворците кои што имаат можност да го пласираат не само пред Велешани, туку и пред пошироката публика која што ќе дојде во овој викенд. Александра, ајде вака сега да ги прошетаме нашите гледачи низ програмата. Рековме започнува петок. Така? 10 во 11 часот. Не. Петок, 10 во 17:30 часот. 17:30, пардон, така, добро. Да. Што ќе има на отварањето? На отварањето... Па нормално да заврши работното време, да. Стандардно почнуваме со дечињата од детската градинка Димче Мирчев, кои што секоја година не расположуваат и ни даваат еден прекрасен почеток на целата манифестација. Околу 230 деца ќе настапат на сцената, кои што секогаш предизвикуваат вистинско одушевување кај публиката. По нивното завршување следува сечењето на големата пита која што веќе ја спомнавме. Оваа година 4:30, да, така? Да, така, очекуваме, ќе видиме, ќе се потврдиме со мајсторите. Понатаму продолжуваме со велешката група Соната, на кој што специјален гостин ќе им биде доајенот на македонската народна музика Перо Христов. После нив следуваат милениците на тинеџерската публика, тоа се Двабона, и јас очекувам да има, ајде, тепачки да наречеме, за да ги видат, за да ги слушнат, за да се поздрават со нив, затоа што така беше и пред 2 години. По нив следуваат Кукулела и вечерта ние завршува македонската дива Калиопи. Да. Добро, задоволна сум од петоков. Буквално за секого по нешто, да видиме сега во саботата што ќе се случува. Во саботата преку ден ќе имаме и програма за најмалите, односно доаѓаат маскотите Стела и Сани со нивната музичка програма. Верувам дека децата ќе уживаат и ќе се забавуваат. Дополнително што најавата за времето ни е одлична, сончево со 20 степени, така што неверојатно како да сте фатиле врски. Да. Така што ќе може да излезат со своите родители, со баби и со дедовци и да уживаат во програмата наменета за нив. Официјалниот дел од програмата продолжува попладнето со почеток во 19 часот, каде што во сабота започнуваме со Кате и Ѓоко Ѓорчев. По нив следува Пајак, повторно за тинеџерите, нашиот Мики Секуловски и вечерта ја завршуваме со Балканската звезда Северина. И повторно тепачка, значи, добро. Да, повторно тепачка. Ние сме оваа година посебно организирани во однос на паркинзи и во однос на... за самиот крај ќе те замолам да им дадеме инструкции, само да ги поминеме уште деновиве во неделата. И во неделата за детската програма ќе ни се погрижат славичињата од детскиот фестивал Златно Славиче, кои што многу одамна не биле во Велес и еве сега прилика да младите велешанчиња ги чујат и ги видат. Попладнето продолжуваме со официјалната програма за народниот дел од музичката програма, ќе ни се погрижи Анета Љумаковска. По неа следуваат Либеро бенд, Викторија Лоба и за крај на овогодинешната питејада е оној со кого пораснаа многу генерации, чии хитови се пеат од прв до последен, а тоа е Бајага во придружба на неговите инструктори. Одлично, да. Голема набиена агенда може да се каже. Секако сега можеби однапред не може да предвидуваме колку посетители ќе има, но со само тоа веројатно ќе биде преполн Велес. Што е она што секој ден што од надвор ќе дојде во Велес треба да го знае, особено во однос на паркирањето, да. Пред се би сакала да ги замолам моите велешани да си ги остават колите дома. Да, барем тие да одат пешки, така. И барем тие 3 дена велешките коли да не движат по улиците и да можеме да им отстапиме паркинг простор на оние кои што ни доаѓаат од страна. Верувате, имаме многу најавено, имаме најава за организирани превози од туристички агенции од повеќе градови од Македонија, така што очекуваме вистинска навала, што е добро, нели, тоа е и целта да ја промовираме велешката пита и вино преку оваа музичка програма.
Околу сместувањето, дали се веќе пополнети капацитетите? Па во голема мера. Се има сигурно уште по приватните сместувачки капацитети нешто останато, меѓутоа нека побрзаат. Да, ама меѓутоа и веле се централно место и некако секаде е блиско. Да, но бидејќи е фестивал и на виното, не треба да се вози после тоа, така. Во однос на паркинзите, ние веќе ќе објавиме и на официјалните страни и на Питијадата и на општина Велес со сите достапни паркинзи, со пин локации на мапа, да можат оние кои што доаѓаат од страна полесно да се снајдат, дополнително редарите кои што ќе бидат поставени на влезовите, на раскрсниците, ќе им даваат фаерчиња со QR код, со кој што со скенирање на QR кодот повторно ќе ги однесат до сите локации каде што ќе имаме достапни паркинзи. Имаме одлична соработка и со локалната полиција во однос на регулирање на тој сообраќај, заедно со нашите редари ќе ги насочуваат луѓето секаде каде што ќе може да се паркира, така што верувам дека сигурно ќе биде предизвик да се реши сето тоа, меѓутоа со трпение и со комуникација можеме да имаме добра организација. Сите вечери, предпоставам, до доцна во ноќта ќе траат, така? Петок и сабота е до 1 часот по полноќ, а во недела е до 12, бидејќи утредента е работен ден. Да. Добро, ти предпоставувам дека ќе имате простори да одспиете малце велешани, нели? Или не се знае? Се надеваме. Александра, многу ти благодарам што дојде до кај нас. Сега секако дека ќе се вратиш таму, уште подготовки имаш, а впрочем нема што да остануваш овде кога викендов центарот на Македонија ќе биде Велес. Така е, уште еднаш ти благодарам Искра и уште една покана Може да ги поканиш слободно, гледачите. Уште една покана до сите на добронамерници да дојдат да не посетат, да скусат од нашата прекрасна пита и квалитетно вино и да уживаат во се она што имаме да го понудиме. Така, би сакала, не можам да ветам, но се надевам дека ќе успеам да дојдам. Ти благодарам уште еднаш.